И Мартин и Макс су први двојца. Први двојца. Да. Али Макс još uvek vodi, tako li? Много, Да. Ефо. Добро. Кој ќе каже 4 на листа? Па ваши, знаеш? моја информација Кој кој е? се од кој па. Сега Кој ќе те да ти каже? кажа име, презиме, Па не, па кажи го. Онда да ти кажат дали ги имаш штаб или ga немаш штаб. По моја информација, почитувани пријатели на Площад Прес, вие сте на YouTube каналот. Продолжуваме со подкаст Без пардон. Вечерва со мене во студиото Виктор Божиновски Војка. Викторе, добре дојде. Добро нашија, поздрав до тебе, поздрав до твои гледачи. И ако може, Маце, на прво да ти кажам, мислам дека е глупо да збориме на македонски, ми сме си кумановци, така да мислам дека и полосно ќе не разбереме, и ја и ти полосно ќе се разбереме. Добро. Ако не ти е надвор од некои твои... Па не, него, знаеш како велат. Ова мора да го продискутирам со тебе. Да, нема Нели проблем. велат дека еден од столбовите на нашиот идентитет е македонскиот Да, литературен на јазик. кумановци. Ајде, ќе одиме на кумановски. Океј. Ќе одиме на кумановски. Од каде да почнеме, Виктор? Прв гост овде ми беше Благојче, советник во Советна општина Куманово. Тоа интервју го снима неколку дена после голем празник 8 септември. Да. И за увод врати го у време на први парламентарни избори. Добро. Тебе ќе те врату малку понавам од тој време, 99 годину, во време на председателски избори. Добро. Пошто си ти члан на СДСМ, бие си председател на СДСМ, бие си на разни функции како кадар на СДСМ, а сак си у тим на кандидата на СДСМ. Значи, парламентарни избори, у Куманово кандидати Борис Трајковски, Председателски мислиш? да, председателски Добро. избори, и Тито Петковски беше кандидат на СДСМ. Да. Кад чу дека има организација на тој митинг, реши се да иду да виду. Како ќе иде, што ќе иде. Испуштам се од рекламу надале. Площад, сеќаш Да, се, Сладкарница. да. И кад иду на коде Мостар, До ти бе луѓе. веќе почна да се ударам у луѓе. Така е. Викам, што се го дешава? Викам, касни ли шта е работа? Кад ga пројде Мостар и кад ga виде цел площад, знаеш и само што си виде. Ова га збору Да. повише за оние кои не су биле присутни на тој митинг, како увертира на моје прашање. Значи, цел площад, од лево страно, ајде да ги спомнам, кафичко да ше сакна Мајо и Гагу, фул, кафиќи, Сквер Кинг, Флеш, фул, цел площад и овамо заврт. Тачно е. До нам. Маса беше кој се раситнуеше тек на крај на площад. Моje прашање за почеток до тебе, Виктор, е куде се изгубива тие чланови на СДСМ, затоа што по моју процену, ја не знам сега дали ќе го напуните ли салу Центар за култура кад би сега организирале митинг, на страну што више не е ни тој ни толку модерно, али ајде. Значи, око прво. За митинг за кој што збориш, значи, ја може да гарантирам дека може да 70% од тие луѓе што биле на тој митинг, не су биле чланови на СДСМ. Ако добро се сеќаш, што беше прва година после доаѓање на власт на ВМРО ДПМН, односно на владу на Љупчо Георгиевски. Така е. Имаше такво едно незадоволство од ВМРО од прву годину. Значи, тај резултат на посебно у Куманово тој беше изразено, зашто имаше знаеш дека имаше и ратна година. Да, имаше и високи функционери на ВМРО кои била на високи позиции на државно ниво, кои се од Куманово. Така е, да. И према нима имаше едно страшно негативно расположение имаше према нима. Така е. И мислам дека веројатно су биле 30% чланови на СДСМ, друго е бија оној како се вика искочија народ. Стварно искочи народ. И јас се сеќам, значи, од политички митинзи, тоа е најголемо историја на Куманово. Од сви други дешавки на площад било е поголемо само концерт на Здравка Чориќа за отварање
на площад 2006 година. Да, Здравко. Тоа е само бие поглед. Ниједен друга на себе. димензија. Ја те Да. прашую куде су тие луѓе се? Затоа што Ој те праша затоа што СДСМ знаеш многу боле мене во какво фазу е сак. Значи баш у време док кај ти спремамо интервју, искача анкета направена од Институт за политички истражувања, каде што е рейтинг на СДСМ моментално колку? 7%. Добро. И Така. кој го објави тоа анкета? Кој го објави? Објави го само Алфа телевизија и објави го Плюс Инфо на Геош. Добро. Дали некој друг релевантен медиум у Македонија го објави тоа анкета? Добро, нели веруваш ти? Не верувам, апсолутно не верувам. Колку е според Па твој? добро, ќе видиме дали може да освои 40% гласови, шанса нема. Шанса нема, не су ги освоиле ване на парламентарни толку гласови, а сега су 100.000 минус најмалку. Добро. Значи тоа е како да кажеш. Добро, види, тоа не е анкета, не е озбилна анкета. Ваши поддржувачи, симпатизери, но ја искрен да видно со тебе, ја га викам на оној што останал СДСМ. А не, оно што останава СДСМ, а ти ако мене гледаш и ден денес кога СДСМ, ако таму гледаш и Цица, ако гледаш и Оливер, ако гледаш и други луѓе кои што бил, како те само останава СДСМ? Па не, Па не, само останало. не е баш тако, али ајде, Па сишо ни из историја што су биле нешто СДСМ со туја. Еве, Слободан Ковачевски е туја. не га виде до сега. Како не си го виде, има објава од Добро. Irish Pub, заедно со Бенка Филипчета. Тока доаѓа Венко Филипч. А да, како да нема. А има од да. так не га виде. Ја бар не га И виде. сега... Добро, не е бит. Ајде Ајде да го ставиме тачета на страну. Има нешто што морам да те прашам около СДСМ, затоа што и на тој прво интервју со Благојче збори за опозиција и за тој зашто ви овој изборен циклус улазате, да кажу, неспремни. Доволно си искусан у политику да знаеш дека има пракса да Само одреда... кажи у кој смисол мислиш дека сме неспремни. Ке ти објасни. Ајде. Ке те пушту да збориш Добро. повише, јутим повише... Ма дај ми га прашање да на што да одговорам, пошто не се спремни. Дозволи, сега ти објаснам зашто. Затоа што вие овој га збору повише заради моју публику, заради мои гледачи, Океј, боже. кои да знаев добро маце што збориш, да не види утре која ти беше Океј. поента. Јас знам дека ти ќе ме разбереш добро. Сега ќе ти кажу која е поента. Значи, нормално е у политику одредена власт у момент кога сети дека ако направи предвремени парламентарни избори заради висок рейтинг може да добие још нови 4 години. Супер прашање. Се прегину. Зашто Мицко не сака нови избори? И черка дека нема да има. Без разлика кој ќе заврши у албански дел. Чекај сега локални дека пројде па ќе разговараме за Ја не им слушнеш за премиер збори. Како Васко Ептовски, човече, не може чек да те назбориш. Добро. Немој молим те спаска. Дозволи да ти ga поставам прашање, ќе ти кажу според моје мислење куде имате ви проблем. Значи може да се деси одредена влада да направи предвремени избори затоа што осеќа дека има добар рейтинг и може да добие нови комодни 4 години. У СДСМ знаества дека 2025 имате редовни локални избори. На сви грешки што ги направисте 2021. Добро се сеќаш. Целу годину теа веќе биде кандидат, теа не ќе биде кандидат, у финиш тек мртва трката ќе биде Мартин Косовски, биде Оливер Илиевски, на крај биде Оливер Илиевски, а на Мартина како утешну награду му дадева да биде шеф на изборен штаб. Па не, шеф на изборен штаб утешна награда. Па заврте главу, не ме виде, направи овако. Добро, извини. Не се виде. Многу лошо, катастрофална грешка. Значи, сви грешки што ги направисте 2021 ги направисте и овој година. Улегнате у изборну годину с новога председатела, кој најблаго да кажу за njega, не се беш добра снајде на тој функцију, Дарко Ристовски. Па има... Ја не мислам, за кој ќе ти кажеш? Добро. Па имасте исто те ќе бидне еден кандидат, ќе бидне друг кандидат, па искочи Туше најголем фраjer, колко што ја знам, на njega му беше понудено па он одби, па га после извадисте Мартина Костовскога и според информации што ги ја имам, тамо каде вас не цвета цвеќе у ваше предузење. Али Бурум кажи ти што ја греш. Прво ти кажа за работа. Ајде. У Македонија поставен систем. Добро. Унутар партиски има само две партии.
Тој со СДСМ и ВМРО ДПМН. Овој друго све, што седнеш на лишче, правимо листу, у некој кафиќ или не знам ово, или у Арлекино некој што се собира таму па се држи партиски састанци, и цело Арлекино никој неќе да улегне, само држи партиски састанци, не се прави у СДСМ такој. Значи, у СДСМ препоставиме ВМРО. Мене ми е сторно жал што ВМРО нема кандидата у Куманово, малку и трагично, најголема партија на власт. Добро. У најголем општин да нема кандидата. Меѓутоа тако е како е. СДСМ има регуларна постапка определена со статут и како ти мислиш у Куманово да нема повише кандидати од еднога. Нормално дека ќе има 5-6 кандидата кои сакав да видат, нормално дека ќе има надпартиска расправа, нормално дека ќе се направи анкете кој најболje стоите да биде кандидат. И кој имаше според ваши анкети? Мартин Костовски имаше. Мартин Костовски. Да. А зашто му е на тушата нудено да биде кандидат? Тоа е пред да се прави анкета. Пред да се прави анкета. Пред да се прави анкета. Добро. Да. Добро. Дали ga ти делиш моје мислење кога улазате у изборну годину неспремни? Не го делам мислење и не мислам дека Дарко не се е снашил. Ќе ми мора да сватимо дека СДСМ први пат искача на избори како опозиција на државно ниво и како опозиција на локално ниво. Добро. Тој да се седи си го. Добро. Прв пат. Еве, ако се сеќаш на некој пример, кажеш, ја не се сеќам. И тоа е, значи, тоа е еден минус за луѓе внутре, значи има некое скепса, што ќе се деси, како ќе се деси. Меѓутоа, како све иде поблиско почеток на кампању, тој све мање и мање го има тако нешто. Све повише и повише луѓе се појавља во онаму кој што треба да биде. И тој ќе се премости сигурно у следеќу недели до крај и у кампањи сигурно са спремни без никаков проблем. Добро. Ја може да ти кажам. Иначе, кога ме веќе прашав за Дарка, Дарко е направи оно што могаја да направи у дадена ситуација. Ти веќе си у позиција у Куманово, губиш избори парламентарни, 24-то. Така е. Најтежак пораз. И сега, што може човек у такву ситуација да направи? Од оно што им маја на располагање, направи највише што може да направи. Ја не го делум твое мислење, мислам дека бар ја како гледам од страна како треба партија да функционира, поучени од грешки што ги направисте 2021, ви за 2025 требаше да Гледај сега, ајде да збориме, ти го спомна веќе 2021, тој не ќе одговори на тој. Да се спремате још у прв месец од мандат на Максим, пошто знаете дека со избори. Прво не се слажеме едну работа. Ајде. Ако гледаш цел период од 7 години на владење на СДСМ на државно ниво, ти не можеш да видиш стратешку грешку направено од СДСМ. Значи нема стратешка грешка. Тој што има погрешни кадровски одлуки, тој што има погрешни вработувања, одлуки што се ги донеле еве на пример три кои се кои да ти да го промениш име на држава. Да. И да идеш на избори 2020 и да ги добиеш со два пратеника, за два пратеника, ми победимо 2020. Добро. Значи не било тој нешто клучно промена на име. Значи не било тој нешто страшно, чим победие поново СДСМ. Значи повише, по мене, Ти мислиш дека промена на име не е страшно, така ли? Па не, у тој ситуација во која што бемо, немаше друго чаре. Нема друго чаре. Или ќе идеш напред, или ќе застанеш закопан. И сега што ќе правиме? Добро, слушам те. Значи, стратешки гледам, ми не сме направили никакви големи грешки. Најголемо незадоволство код нас, кои се запослија, стринка, тетка, брат, сестра, не знам, фамилиарно, Бранко викаше, кој беше 2002 годину, Бранко Црвенковски, да, по еден вработен во секое семејство. Па нема, ми направимо да има по 5 вработени од едно семејство, кои се запослени од СДСМ. И тоа е поголема грешка. Значи, тој ја гледа народ, затоа е нервозен народ. Затоа е нервозен народ. Не може да Побав пример за тој твој СДСМ Куманово нема. Значи па не е само Куманово, брат. Ја пес за Куманово, не знам за други градови. Али ако тоа е поголема грешка, погледнемо кои су него било која стратешка одлука на СДСМ, или начин на кој и Заев и Ковачевски го водиле држава. Не, тоа нема никаква грешка тоа. Од економски аспект, од надворешен политички аспект. Нема никаква грешка. Апсолутно. Па зашто веднага? Еве кажувате зашто. Заради непотизам, заради тие ситни Тоа е. Тоа е народ гледа. Народ го гледа. Па тоа е тој.
Добро, кажи ми, дали ga делиш мое мислење дека заради некои мои текстови плошта, дека ваш кандидат на СДСМ е потрошен? Не, Дека, апсолутно сега ти не. кажу зашто тој. Ајде. Зашто за неколку години има? 42-3 години. 4, да. Колку? 42 мисля, или 42 или 43. Од тие 83, од 42. да, од тие негови 42, колку години е он власт у Куманово? Знаеш зашто те прашувам? Не, колку години е власт у Куманово, он не е никад бија власт у Куманово. Лапсус мој. Ајде. Прашувате да пробаш да ме убедиш еве зашто да ја да гласам за njega. Значи, Мартин Костовски е бија. Чекај, одма ќе ти дам една реченица. Ма дозволи да Кој му е поставам. главен против кандидат? Кој е главен против кандидат? да, Ако те е градоначелник. Еве ти одговор зашто да гласаш за njega. Значи тој ти е главен аргумент. Демек Максо е веројатно го пратиш кампања, усвари пред кампању на Мартина, добро. која што е моментално број 1 кампања од било кој кандидат у Куманово. Е, у кој смисол број 1 не? отвори- Три дели, тој Не само 3D. Добро, ајде. Ма тој проекат што разговори ти 3D. Добро. Не е проекат сега, тој е проекат пред 10 години. Само што никој не може да го спроведе. Добро. Зашто? Зашто миле ми тека не сака да го Направиле ли сте проекција колку тој све ќе кошта? Како не сме направили? Добро, ајде, Покажано е. мислиш дека Во тоа истото- реално тоа е Па како не е реално? Па тој се- Ајде да не идеме од тема на Ајде, тему. важи, Што, важи. во кој прифати да збориме на Кумановски. Само ти кажа, интервју со тебе може да го прекину само има две грешки ако направиш. Ако го потребиш фразу што го потребуваат наши политичари секој еден од нас, Не викам. и не да Боже ако кажеш ја користам оваа прилика. Кажи ли, ако кажеш тој прекинуја. Све друго, само да не се надвикуваме. Да. Значи, дозволи, ја ти кажам многу во прашују, Океј. малку подугачки прашања, заради мене. Во е нов подкаст и затоа што ме и критикуев Како се вика подкаст на се? без пардон. Па добро, ќе биде без пардон и за мене и за тебе. Али критикуевме за некои мои ставови, па еве во е прилика и да кажу, пошто рачунам дека и заради тебе луѓе ќе гледаат, значи да се дообјаснат за некои работи што сам ги напишаe. Моја теза е, Викторе, дека СДСМ требаше многу порано да се спрема и за листу, и за градоначелника, да направи малку подобро кампању на време. Да не се понавljamo оно што збори у прв подкаст с Благојчета, мислам дека за многу работе касните. Не може да тебе директно за тоа напомнам, затоа што ти си еден од тие кои повремено пишуе, ти у Куманово Њуз ти пишуеш повремено колумне. Јутре ги искочи колумна само. Добро. И цело време бесте пасивни тие ваши традиционални игри унутра, вамо, там и сега, месец-два пред избора, ајде ми ќе глумимо един сак. Се покушаваш мене да ме убедиш дека не е тачно прича што зборите дека сте како рогови вреќи. И друга работа. Океј, застани. Само уште една реченица Чекај сега, само реченица. Само уште една реченица ќе те пуштам. Значи, твоја Ќе ми бега, мислам што сам ти одговорам. Не може, па не си Прашање 2 километра. Не си ти толку стар да забравиш, Не, јас сум малку окей, постар од. Значи прашање ми е зашто мислиш дека треба да градите кампању на ајмо си против Максо? Пошто има и други кандидати. Окей. Има и други кандидати. Кои се нерелевантни. Не може. Нерелевантни се за мене. Зашто се нерелевантни? Зашто се нерелевантни. Зашто мислиш? Ти објаснам, чекај Ајде бујру. Лево десно. Ајде прво. Слушам. Значи јас сум прва кампања која сум учествувала била 1996 година, локални избори, кандидат беше покојни Борко Протич. Дали знаеш кој дъмби на Борко Протич, пошто сега беше битка дали да биде Борис Протич кандидат или Горан Митевски. Знаеш кој дъмби на 2 дена пред почеток на кампању. Верују ти, али ти знаеш и кое е било време 96. Аме добро де, окей, добро. Так имаше Нова Македонија. Ја беше добро, сега идемо Нова даје. Македонија, Полси и толку. Ја ти го дам 2006 сега, малку Ајде, 2006. добро. Ја беше кандидат за пратеника 2006 година. Добро. Знаеш ли кога се одлучува кандидати? И како ги одлучима? Отидемо ја, Зоран Дамјановски кој што беше градоначелник, Оливер Спасовски кој што беше организациони секретар и Ѓоко Петрушевски кој што беше секретар мој во партија, ја беше председател. Така. Председател и премиер беше Владо Бучковски. Добро. Ми отидемо
број 3 ќе биде тој, број 10 ќе биде тој, број 15 тој. Збори за избори каде Да. ВМРО згази така. Да. Меѓутоа, ми се да договоримо, још кафе не га бева донеле, Добро. ми се договоримо за 5 секунди. Ама затоа што ми сме се отишле договорени таму. И што ќе се СДСМ 2006 и СДСМ 2025 не е иста партија. него како не е иста партија. Па Куде не е Виктор Божиновски? Куде е тој Оливер Спасовски? Добро, а да ги бројали кои не Па се ја ти ги таму. набројав 4 лица од 2006. Добро. Виктор Божиновски? Куде е? Добро, тој си. Оливер Спасовски? Добро. Ѓоко Петрушевски? Добро. Зоран Дамјановски. Добро. Сви ли су тој? Добро. И па што е различно со ДСМ? А да ги бројали се кои не су. А кои не су? Па кои не су, па цела структура на Максу, цела структура одлично на Диру, одлично малку си направи, па. малку ли су тој луѓе? Ма, чекај малку. Прво, тај структура на Диру у тој време не е било Кажи ми еве кратко јасно. Па, Дали сега ќе ти објаснам, 2006 година. Дозволи, дали е тачно дека Диро искочија од СДСМ заради тоа што не се сложува ти да биднеш председател? Не, Диру искочи од СДСМ, Да. тој исто 2006 година. Добро, зашто? У март, он беше основач на преседавач на основачко собрание на СДП у Куманово. И Да. тие снимки још ги има на YouTube. Добро. Зашто тиче? Зашто не могаја да се пронајде у СДСМ. Не за друго. Ако си добро информиран, ти си веројатно добро информиран, кој беше еден од моgući кандидати на СДСМ на овие избори сега? Еве не збориме за 26 за 25 збориме. 2006 за 2025 збориме. Кој беше еден од моgući кандидати на СДСМ? Како независен Не, нема како независен. Како СДСМ, од СДСМ. Да. Ај кажи кој. Исто Горан Стојковски. Он беше еден од моgući кандидати. Ја имам информација дека се е разгледувана опција да биде кандидат независен поддржан од СДСМ. Тоа не е тачно. Што ти погрешна информација? Погрешна информација. Како може да идеш ти на састанак со Звенка Филипчета, а да бидеш независен како тој? Ако идеш на састанак да бидеш... За преговори баш за тој Тоа не е тачно. Што има да преговарам с председника на партија ако би сам независен кандидат? И па да биде независен поддржан од СДСМ. Не, Мислиш дека тоа не е така? Не. Добро. Не мислам Ајде да се дека- вратиме на овој 2006 СДСМ и 2025 дали е тој иста партија или не? Дали е променета на полош или не? Па гледај сега. Ајде, Ако ти погледаш дека стварно тие Максо и некои негови фанови, да, Максо и тега бијат у СДСМ, тоа не е спорно. Така е. Али тоа е поново се види која е таа група. Гледа се која е таа група. Луѓе кои што не се могале у СДСМ да га најдат свое место. И се тоа искочили. Така е. И што се дешава и се со овој друго. Че ништо не е разлика. А кои су тие што га сега најдева место СДСМ? Еве во што гледам. Ама еве се гледа. Моментално што Ти се не могу ти прашање постави, се ќе ти кажам кој е аспект. Зашто? А се ќе ти кажам зашто. Ајде. Еве на пример јас сум уште увек тој у СДСМ. Да. Не си прашувам Нити зашто. имам функцију, нити тражу функцију, нити ќе добiju функцију. Нити ме интересира функција. Туј сам прво, Мартин да победи. Не ти веруе Викторе за тоа. Ма не може да ми веруе. за тој за па сега дозволи. Ма може да не ми веруе, ја кажу како што е. Ја ти кажуваш што збори луѓе од друга страна. А што каже што збори други Други викав дека цело СДСМ овој сек што е у игру за избори е структура куде што е главен играч Зоран Дамјановски Циц, преку куде со негови наблиски сарадници од време док беше градоначелник. Кажи ги дека збори глупости, јас сам сизан да се видеа у задни месец дана, се се видеа 2 пута и чуја сам се 3 пута на телефон. Мора да се видуеш, сега има вибери, има мейлови. Толку, значи у месец дана сме се 2 пута виделе и 3 пута сме се чули. Од кои 2 слушања беа за сасвим другу тему, а не за Сакаш да кажеш дека случајно е што е Мартин Костовски како еден од најблиски сарадници на Цица кандидат, дека е еден од најблиски сарадници на Мартина Виктор Божиновски кој бија у тим на Цица, случајно е Марина Манајловска, случајно е Валентина Алексовска. Па беше директор на браќа. Па добро, има 17 директора на школи. Па добро, али од сви тие се враќа луѓе, Валентина Алексовска беше секретар. Добро. Па се су тој на Цица луѓе. Па да, гледа на Цица луѓе. Они се своји луѓе. Јас сум на Војко и на Драгиш, како се на Цица човек, Не го разводнуј, Па не го Викторе. разводнуј, Причу за тоа што знаеш, сви су луѓе у политику, дел од некој у Но не се сложи со тој текст, едноставно ти може да го понавljаш 3 пута, ама не е тачно. Не е тачно. Но не е. Добро. Не е тачно дека тој е разлог. Друго е разлог, кажу ти. Добро. Разлог е што си сака да помени се да сама.
да го вратимо назад, локално самоуправа си го вратимо назад. Тоа е тој. Дали има врска која е? Што е тоа битно? Дали на што го гради механизам дека незадоволство на народ, што ga vi потенцирате од начин на кој Максово ga води Куманово, дека по дефолт луѓе мора да гласат за Мартин. За кога ќе гласат? За Кој може да го победи Максов и Мартин? Зашто мислиш дека мора да се гласа, еве кој може да го па еве сви што су извадиле листе и кои су у игру. Ајде еднога по еднога од тие листи и градоначалници ги пројдеме ако не тие. Ајде. И почнеш кога сакаш па да кажеш зашто. Ајде. Прво да почнеме од анкета. Ајде почнеме од анкета. Овој момент, Да. Максим Димитриевски има толку негативен рейтинг, 65% има негативен рейтинг. Добро. У исти момент толку негативен рейтинг имаше Зоран Заев кога си поднел оставку од премиерско место, после пораза на локални избори. Добро. Тоа е ниво на негативен рейтинг спрема Максу. Ти од сакаш да почнеш, да стигнеш до победа. Кажи ми кој е рейтинг на Максу моментално однос на Мартин. Сега има анкета, прави се да даде. Има нови. Значи, уште се прави затоа што не искачат Поново први двојца су и Мартин и Макс су први двојца. Први двојца. Да. Али Макс уште увек води, така ли? Па не знам, сега има ќе искочи нова, пошто имаше нови. Еве ја чека смо да заврши, сви да се пријави. Така да да видимо не и се кандидат на левицу, да видимо и дали ВМРО, од делот ВМРО ќе има независен кандидат. Требаше се види се тој. да не се понавljам од прв подкаст кога беше Благојч. Njega ga mnogo ovo praša. Zašto? I pokraj svi afere i kritike na način na koji Максо ga vodi Kumana, on ima povisok rejting i od Martina i od Diro. On mi na mene kaža ima fobija zgolemovanja na red. Има фобија. I Martin i Diro. I дека има zgolemovanja na red, ali još uvek ima povisok rejting. Добро. Дали ќе се сложи со мене дека у кампањата, еве и они почнава. Па добро сега, ако ми решимо улица 524, улица 782, улица 1524, да ни ga бира градоначалника, каде што се направени путчиња од бекатон, кои што завршува во ниву. Ово ти е многу лошо што ги гаѓаш тие луѓе кои гаѓаме тие луѓе. Зашто? Ја гледам од објаве на градоначалника. Да. И на носитела на листи. И тоа е улица 724. И тоа е Куманово. Знаеш кој е? Немам појма. Тоа е веројатно некој што вика кој ќе ги бира градоначалника? Како беше пред 4 години? Ајде се потсетимо. Пред 4 години како беше? Што збореше? Сви А тега можеше за која се збори. Ама тега можеше за која се збори. Много ти е некоректно ова демека. На страну та njegova бека. Исто кој се збореше пред 4 години против Оливера Илиевскога. Чекај ти кажу, глас на човека што живи од улицу 165 број 28 и на некога што живи у центар на Куманово на избори вреди исто, тако или? Сигурен си? Како мислиш дека не сум сигурен? Збору на крај кад се брои гласови. Добро, ама кад се брои гласови. Кад се брои гласови, да. Ама пред да дојдеме до броење на гласови. Не е исто. Ајде идемо поред, еве од кој да викаш да ти водиш емисија. Луѓе што су у левицу да сакав да ga поддржив Мартина не би вадиле кандидат. Луѓе што су со Диру да. Океј, ќе почнеме со левицу, ќе почнеме со. Еве да ти ги направите тие. Дали мислиш дека кандидат за градоначалник на левица е озбилно решение за градоначалник? Ја го знам дечка. И мене ми е он симпатичен. И све е окей. Меѓутоа, кандидираш се за градоначалника на најголема општина у Македонија. Че не се кандидираш за главни глумац у театар. Ни на листа. Како махерски правиш дефокус. Како да се кандидираш за дечју градинку? Да, немој да ги подценуваш тие луѓе. Како не ги подценуваш? Не да ги подценуваш. Сум млади, способни деца. Ја имам син од 19 години. Добро. Кој е мој најголем критичар. Добро. Па да, ама не е време сак да му дам кад ќе заврши факултет. Од дртаве како мене и тебе. Он се запишува сега на факултет. Добро. Кога ќе го заврши факултет, кога ќе биде, значи кога ќе има нешто остварено во живот, тоа може да разговараме.
Он сега може да ме критикуе мене кога си седнемо и така дале. Види, јасно е дека подржувачи на левицу се главно критичнamo njima, главно млади луѓе. Сакам да ти кажу, да се они сакале да га поддржи Мартина, дека они мисли дека е добро да СДСМ га поново преземе градот, они су могале да кажа идемо на леви, идемо со листу со Совет, поддржуваме го тоа кандидата. Сигурни ли сега дека ќе ве поддржи кандидати и у градови кои што стварно нема никакви шанси да победи. Што правимо с Диро? Диро си има свој круг на луѓе кои Диро ќе земе ако од некога краде гласови. Он ќе краде од Максу. Погледни ги луѓе кои што се негови најголеми поддржувачи. Тоа се све дојчера гласачи на Знам и на Максу. Така е. Мислам дека тој не е спорно дека оно што кажува такој. Што кој да ја не видел опасност со СДСМ од Диро. Тој Максу не си размишља колку луѓе изгубија ради кандидатура на Диро. Ја немам ништо против. Имамо си замерка, он е партизановац, јас сум звездаш. Само тој? Па да, нема други замерки, ја и он. Само мислам дека у овој момент нема шансе, дека сега има борба измеѓу Максу и Мартин, јасно. Значи, реално нема шансе човек. Ајде, у некој друг констелација ја те прашам, ако сам ја незадоволен од Максу, убеди ме, кажи ми зашто да гласам за Мартина. Ја ти кажу, ја покушавам да ти го објаснам прашање. Кој е Мартин? Сега ќе ми кажеш кој е Мартин и зашто гласам за него? Дозволи да ајде да не ми јас Мартин бија 4 години пратеник. Ај прво да кажеме што не е бија. Значи не е бија оно што га Чарче збори, не е бија оџа услупчани и не е водија мечки. Како кадар на СДСМ. Тој не знам кој ја збори тој. Значи бие тој за оџа у гостивар га збори за мене. Што ја не се за мене га збори тој не збори. А сак ти кажа, ајде кажи што е 10 години работаја у општина Куманово као раководител на оделение, помошник раководител на сектор. Оделение се вика сектор за евроинтеграција, така ли? Не. Како се вика? Па не, вика се оделение за унутар сектор, тоа е пониско звање. Добро. Оделение за евроинтеграција. Он ја работаја у еден момент и у сектор за поддршка на градоначалника. Тоа е кабинет на Цица. Така е, добро. Значи он е ише на повеќе радни места, 10 години знае га систем на општина како функционира. Значи знае како функционира систем на општина. Добро. Ниједен кандидат толку не е бија, ни Максо е 8 години градоначалник. А Максо е бија у 4 години у Совет. Па што е бија у Совет? Ама што ако е бија у Совет? 4 години е бија председател. Што мислиш дека Совет ќе може да направи? Збор околу познавање на тој како функционира. Што е битно? А што е битно? Да не знаеш како функционира општина, да се кандидираш за таму. Сакам да ти кажу, бие у Совет 4 години и бие председател на Совет. Тој 8 години су доволно за некога да научи како работи овој град функционира. Што да научи? Да види. Како се продаде земјиште па се препродаде после. Лидл знае тој тема не гаѓаш, али сега идемо на збориме за Мартина. За Максу сум сигурен дека ќе стигнеме до njega. Ќе стигнеме и до njega. Рачистимо дека ќе збориме на Кумановски, ти обеќа дека нема да кажеш секој еден и збориме до Савале. Никаде се не кажаат. Јас сакам да ти кажу, пошто ме ти прекина. Ја го почнам да го објаснувам моју позиција спрема Мартина, дека да мене прашуваја, у негови години може да би могаја да прави малку подуместо, затоа што на овие избори има шансе да си го запечати политичко. Како може да прави ходоместо, па да не најбољи рейтинг од било кога се само со Куманово. Кога да направи ходоместо. Абе ви не бирате председател на СДСМ, бирате народ има меѓународ. Меѓународ има Максо има па повисок рейтинг. Чекај, па не се разбирам. Па ја ти поново преска ти кажа, ти си људиш кога ти одговарам, зашто е такој? Ја ти кажа, ти погледни го распореденост на гласови, на структуру, да го погледнеш и тој. Ти што да викаш оној, зашто викам ја улица 725? Зашто тамо, каде што се прави бекатончиње кој завршува во ниву, тамо е најголема поддршка за Максимилијан Триевски. У центар е најголема поддршка за Мартин Костовски. Добро. Па за тој викам, не за тоа, зашто друго. И кад ќе се стави на кантар, тие гласови заедно со Софија. Па добро, и сега ми треба се запрашамо, ти што проваѓаш низ мал площад овдека позади. Добро. Кој ти е како да паднала нуклеарка на njega. Кажа, и овај твоја улица која што живиш, така е. Треба да се запрашате
Чекай малко, што ќе правиме? Разбираш ли? Добро. Дали сам јасно што сакам да кажам? Ја те тебе многу разбирам, али во што ти збориш, нели имаше така, тие да ми прости мои гледачи за ебанција од тип да се Куманово подели, нели, па општина Центар, па општина овамо, па општина онамо, па беше туш, па овамо, па онамо, али тоа е ипак за ебанција. Па добро. Да ми прости луѓе. да, Јас збору на избори, твој глас и мој глас вреди исто колку што многу што живи тамо што Слажем се, ти живиш во Центар, јас живу во Центар. Така е. Исто ли ми е? Исти ли проблеми ги гледам сваки ден? Немам сваки. Ја и ти ги гледам исти. Ја мислиш да споредуваш со себе. Не се снима, не се споредуваш с нима. Ја и ти ги гледам исти проблеми. И ќе треба си да се замислим што проваѓат тамо, што ги гледам тие секојдневно тие проблеми. Така. Што ја далje да кажам? Како далje да објаснам? Вика, зашто Мартин? Прво ќе се наврат. Прво кажа дека дечко има 10 години работи искуство уопште, знае како функционира системот. Евроинтеграција. Не у евроинтеграција само бија, у 3 сектора различни бија. Бија и у евроинтеграција, и у инспекцију, и у поддршка на градоначелник, која е најголема работа. Добро. Кабинет на градоначелник. Како не? Како само евроинтеграција. Еве, и многу сакаш да викаш Мартин евроинтегративас. Прво не фер. Ја ga викаш европеец, али европеец, добро е. Затоа што дојдева до мене информација како му е звање. По систематизација на општина. Ама у тој момент бија е заменик раководител на сектор за евроинтеграција. У еден момент. А пред и после тој? Па добре ти зборот за тек за време кад пишуваше дека кад го викаше европеец. Дали викаш европеец? Не. Не скочи дека сега панели кај. Он е вие 4 години пратеник. Познава го систем и државен систем како функционира. Че знае како функционира собрание. Тоа е многу битно. Кој дел сакаш да ти објаснам за Мартина? Зашто треба да ви мораш на мене ништо да ми објасниш. Луѓе што гледа веќе. Значи ти мене не мораш ништо посебно да ми објасниш. Ја те само прашувај, ти ме прекинаме. Јас само сакаш да ти сакаш да кажеш дека главна теза зашто да видиме Мартин е да гласам против Максо. Тоа е една од теза. Добро. Меѓутоа ти добиваш кандидата кој што има искуство, животно искуство има. Дали мислите дека у друг круг, пошто гледам дека си убеден дека у друг круг ќе легне Максо и Мартин, дали мислите дека сви вие што почнаваме да ги избојуваме, кога ќе отидете ви куде левицо, претпоставljам дека треба да преговарате со тога мир да му кажете. Нема да преговарам сигурно. Има си преговори кои се преговарат. Ви како структура, како ќе ги убедите луѓе од левицо кои викав дека СДСМ е исто, се нима ги цитирам, едно од поголемо зло у овој држава, така викав. Не е тачно. Не. Во задње време викав дека Максо е најголемо зло. Ако ги читаш статуси, ја ги гледам на Левица Куманово. Добро, јас збору генерално што збори Левица. Не ги дели ни ВМРО, не ги дели ВМРО и СДСМ. Како ќе ги обедиш? Добро, они членови, тие што гласали у прв круг за нива. Тие гласови у джепли ги носи. Не збору за кампања, не викам добро. Па нема друга кампања, што ќе поддржиме. Ми стоиме поза Мартин или стоиме, а нека каже дека стои поза Максо, да ги види. Не те прашую, Викторе, да ми одговориш кратко и јасно. Сви тие што су чланови на Левицу, на куде Диру, куде други партии кои не су чланови на ВМРО, кој ќе ги убедиш да гласат за Ами не треба ја да ги убедам. Прво ја не треба да ги убедам. Треба сами да бидев свесни и ќе покушавам ти га соопштам неколку пута. Исто го збориме ја и ти што живееме од Центар. Треба сами да бидеме свесни што се дешава од Центар. И они треба да бидат свесни што добио, а што губив. Што ќе биде с трети мандат на Максо, што ќе биде с Мартина. Дали е тоа исто? Или четврт мандат на Цица. Тако вика не вика народ Цица го вика, не е битно. Ако не имаш право не е овој мој. Абе како вика Серби, Серби, свако има право на своје мишење да не го каже сега баш до крај. Добро, тоа друго. Да не го каже до крај. Овој не е мој, овој го купио, не се сеќам од кога. Али ово Серби има изварено. Серби има изварено. Има в Срби пуно народни. Не ќе го користи пошто ипак е овој. Ајде кад ги ве спомна Срби, братска листа, гледам тамо гаѓаш во Арлекино нешто се тамо све. Па луѓе негде мора да пие кафе. Па има партиски простори? Има ли партиски простори? Чека сега. Чекам бе, чекам да кажеш. Кафино Октомвриско што е? Тоа не ли е паралела? Не бе, тамо си како паралела. Ние не се договараме ништо.
Па вие Да си вамо пију што се? кафе. Вие вамо што се? Све се Кој договарат, се иду у комитет. кој води политику во Арлекино? Кој? Од ДПСМ. Гле, како кој? Па, Кој е ајде, најголем, најчест посетител, барем док се правеше. Исто кој беше најчест посетител. Луѓе што проаѓа, викам, не може да не го видимо. Носителя на листу. Добро, па добро, па Како може вице-премиер, значи, мајтап играње е с народ овој. Знаеш како? Вице-премиер, носител на листу Куманово. Кога лажем? Šta je во Србија? Вучиќ и кандидат за председника, Вучиќ и носител на листу за парламентарни избори, Вучиќ и носител на листу за локални избори. Добро, еве имам Тоа е ископирано све. имам да ти даду коментар. Што? До мене, да не се разберемо погрешно. па Тамо има изварени луѓи на тој листу, добро. кои Ќе се дојдеме, мои ќе лични- дојдеме, кои се ќе мои дојдеме и лични до листа. пријатели. Ќе дојдеме и до листа. меѓутоа, најголема грешка што е направена е тоа што он застанаа да го води листу. До мене дојдева мобети и кад прашуваат зашто, ви кажа не ги оставljam мои луѓи сами. Куде они И он ќе остане да биде у Совет. Па кога леже он? Дате оставку после вере. Па зашто да се кандидира? Па зашто се кандидира? Па добро. Да повлече народ, ради njega. Па само по-негативно народ ќе реагира на тој. Па добро, не знам, ја не сум сигурен во па тоа, добро, ти може да не бидеш али сигурен. тоа е njegova одлука да биде дел с негови луѓи од листот. Не? Океј, Дали мислиш дека да си ти на негово место, по-паметна одлука би била за време на кампања да седи у Па кабинет? на некого у од тие Скопје? 2-3 што ја кажа, Да. ја би ги ставил на носителен лист. Тамо Поарно и од место број 2, поарно и место број 4, поарно е тамо некој друг. Фефе, извини, чекај, Фефе. Šta je da бидеме озбилни, човек. што Фефе, што ќе Човек има 80 години, каков Совет? Какви бакрачи, да се забркаваме. Он е бие 96 у Совет. Знаеш колко има 96? 30 години. Беше ли он и пратеник малку? Па не се сеќам дали бие пратени, знам дека бие у Совет кад победи Социјалистичка партија. Добро, да. Листа на Социјалистичка партија, он е бие Социјалистичка партија. Од куде се он Срби? Он е Митевски, само го променија, президент сега е Митиќ. Па листа е братска. Нели и да е митик Па и да е види го братска листа, први 10 имја какви су. Добро. Има ли некој да незавршена иќ? Едно ми кажи. Едно ми кажи да незавршена иќ. Рената е оддадена. Да, знам што ќе кажеш ти. Знам што ќе кажеш ти. Еј, молим те, добро се, окей. Али мислам дека имаш погрешно Што имам погрешно? представа околу тој. Ама сега не ми ти избори за Ренита, која ми е драга пријателка. Не збору за Не, Ренита. ама ти не ги устебади сега дека Од дадена. Фефета ти Да, ма, отиде. чекај малку, он Мислиш да тој е човек без идентитет. Ако се ја викам Божиновски, утре се прекрсту Божиновиќ. Што е тој? Тој е човек без идентитет. Зашто да менјам презиме? По чему? Добро. Дај ми едно објашнение. Направиле смо тешко оружје, 3 доктора. Па куде ќе на операцију у болницу? Мислам дека погрешно гледаш на тој повише. Не, добро, ја имам право на своје мишење, исто како ти што имаш. Ја ти кажуј, пошто ти си малку повише зафатен од 8 на 4 адвокатура, канцеларија, сам носно меѓу луѓе. Значи, таа идеја с тие доктори да привлече с нjiно име, презиме, звање, знање, рейтинг у Куманово е окей. И после да се повлече. Па не да се... Тоа е превара према граѓани. Па не е превара, не? тој ипак Како не? подржување на идеја. На какvu идеju? Коju ideju? На туњину Dobro, пратформа. ај објасни ми, коju ideju nosi Bomi? Што ќе направи? Не сам портал на ДПСМ. Добро, еве сега, дали чумо? Не мора се само ДПСМ, веќе изборимо и за ВМРО ДПМН. Дали чумо едну идеju ми ќе направиме тој? Па еве Па не може ни да чуемо. кампања. Абе Викторе, кампања још не е Не може ни почнала. да чуемо. Кампања не е почнала још, луѓе још Што може советници да направи? Што може советници да направи? Кој реализира проекти у град? Добро, градоначалник, јасно е. Па, кој идеја ги даде? Али Што ќе правиме? Ми смо зашто? кажувате дека ништо од сви партии до сега не смо чуле, само ви сте уште најактивни, зашто кампања још не е ни почнала, још ни фаќа залет. Ке чуеме, ке видиме. Фаќа го ни залет, после- на трае кампања. Па добро, па има време до први Ајде да ги чуеме што да ќе направи, Ајде. пошто ни ДПС има кандидатот за начека, ни ВМРО ДПМН нема. Значи нема во ни човека кој што може да спроведе нивна идеја. Ми почнава да збориме со што ќе ги убедите оние кои не се чланови на С нови проекти, с проекти кои што ги гледаш сваки ден на сви могучи социјални мрежи. Добро. И тоа не су цртанке, обични, што како мали џоки за замишљен свет. Па Тоа се добро, реални тоа су проекти. 3D Има два проекта, ќе ги кажам, има два проекта од време кога сам ја био општо, каде ЦИЦ бија градоначалник. Два проекта се од тој време. Никад не реализирани.
закочи ги Миле Митекна, министар, Добро. и после тој овие не ги спроведева. Не ќе ни заедно да му помогне на мака. Докуде стигнаме около локални избори? Почнаме Ајде. листе, ајде да дојдемо до Ти си вас. водител, ајде до нашо листо, кажи, што ти си до нашо листо? Што? Кој лично? Кој не валја? Кој не валја? Погледай, да ги изборимо први 10, да кажемо, први 10 да ги изборимо. Што ќе губу време да ги збору први 10 кога да зборим? кад само Значи ти имаш професорки, четворица ќе улегне први. имаш професорки, имаш економист. Викторе, тачно ли дека у ваш штаб знаете дека ќе улегне први 4 според? Не, колку тоа е ќе најголема измишлјотина. Најголема колку ќе улегне? Па јас се ги кажам. Ајде да видам. Главна борба на Може ли локални нешто да избори, каже? поред на Еве, листа листе- ви е одлично. Прво, носител Томица Златно дете. Добро, слажемо се. Добро, да. Идемо дале. Викав одличен производ на На Горана Стојковско кога доживува луѓе. Па е Сега овој бреѓање на Томицу, Томица бија производ на Диру. Како производ на Диру? политички збор. Па не е тачно. Томица е бија, кад Диру воопште не е био политику. Томица е бија член на Совет пред 2 мандата, ако не се знае. Добро, идемо да. Како може да биде производ на Диру? За листо. Добро. Ја ти викам дека Без да улазам у поединачни имиња за било нема која да листа. збориме за имиња. Главна битка на локални избори, поред на листе, се води измеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН. Добро. И тој ми планирamo четворица, тој со најголеми измишлјотине, не знам кој ги пушта, али очигледно некој што нема добро намеру. Тоа не е тачно. Ја ти викам, ми идемо на победу, не решено да бидеме со ВМРО или да ga тепамо. Много. Да, епо. Добро. Кој тоа каже 4 на листа? Ба ваши, Кој наш? моја информација Кој беше бе? од кој па. Сакаш Кој да те ти кажа име, презиме, ми. Па не, па кажи го. А. Онда да ти кажат дали ga има у штаб или ga нема у штаб. По моја информација, ваш рейтинг моментално е до 4. Пето место е Статив. Тоа е скроз погрешно. Ама тоа е скроз погрешно. Ти колку викаш? 10. Ја викам не решено ќе бидеме, може и ga победиме во ВМРО. Не викам 10, како може 10, па дај направи математику сега и ти. Ќе го направиме на крај. Сакаш и сак. Па ја ти напиша, Ајде. дали ти постави едно прашање, еден одговор. Добро, тоа беше Па пред. добро, ама Ајде. пак ги имаше. Што? Ајде еве сега да видиме пошто е так тоа беше пред колку? Пред месец дана. Па, не знам. Ајде, мислиш со овој да го завршиме интервју, али ајде чекај да Ќе се запнае толку за листу. Мене ми е побитно кој ќе биде градоначелник, али ајде, нема. ќе дојдемо и до тоа едно по едно, не ли кажамо ќе идемо Ајде, баш. док не кажеш маце уморан сам, више не можеш. Дуи време, 5 дан. Ајде. Чекај, полака, Викторе. Ајде, дуи. Сега овој како на пазар да смо, па Не, ќе бе, видиме колку не, бе, проценуваме дека ќе имамо. Чекај, па да Ќе видиме, имамо- па кад ќе пројде по овој Аха. избори да ти И да ќе играмо кармо, не ти кажа. да те подсету што си избори. Ајде, баш. Ајде, дуи Влен кажа 5-1. 5-1, така ли? Да. ДПСМ кого ќе земе? 1, максимум 2. Добро, заправи ги овие. Куде су? За кога те праша, извини? ДПСМ. ДПСМ 1, највише 2. Добро. Диро и екипа? 2. 2. Знам? 3. 3. Левица? 1. 1. ВМРО? Не може да ти кажам ВМРО и СДСМ, дали ме слушали избору? Добро, значи во што ќе се Па собери колку остане, па подели на значи, 2. мислиш дека ќе ги поделите? Па 2. Добро, 3, 2, 5, 11, значи тој не дели. Колку дојде? Па нема 20 ќе се дели. Пепа? Па кој друг ќе добие? Се како? Значи сакаш ти да ми кажеш дека ќе биде 16-4 за ВМРО, така ли? Пошто ми смо мислеле дека само 4 ќе добиеме, тој ти кажам, а има 20 да се дели, значи ќе биде 16-4 за ВМРО по свој логико. Не 16. па како 20 ако се Ја дели? мислам дека овие па како? на сивија си по еден до 2 советника намалија, али Не сум намалија ништо, ја ти кажу, ја тоа мислам. да смо живи. Ја кажу што мислам. Еве и посакаш јавно да се атидува. Еве имамо 2 сведока што не снимав и што ги гледа Да се кладиме, у што? ручак, у ручак. Добро, бе, у ево, кафану прифатено. у Прифатено. кафану по Што за да се кладиме? Дека борба ќе биде измеѓу ВМРО и СДСМ, тоа ли да се кладиме? Не, тоа е јасно дека ја па. ти кажувам дека СДСМ на овие избори советничка листа нема да стои повише од 5, 4 до 5. Добро. 4 до 5. 4 до 5. Одма се кладиме. Не наручаме, место повише. Ајде. Ајде. Добро.
Много повеќе ќе освои. Идемо далje, до куде стигнам? Значи, клучно прашање, остави ги советнички листи. Тој су прикратки за мали деца. Добро. Тамо ќе се совере 31 и поново ќе гласав онаго што мисли да гласа. Прво треба ВМРО да објасни зашто 4 задни години гласа цело време с одлуки на Максу. Така е. Прво тој треба да објасни зашто е гласа на Лидл, зашто гласани одлуки на Уставен суд кои падава на Уставен суд. Добро. Одлуке што ги донесе Совет. Кој не може ми не сме биле на власт, како не сте биле на власт, кој бие? Нели се они биле, има директора еднога, директорку другу. Има вработени еден вагон по јавни предпријатија. Како не су биле на власт? Кој бие на власт? А кад се тој ВМРО-ци вадиле дека не су Па не, само чекам да видиш што ќе прави во кампању. Па ќе почне. Што ќе почне? Што ќе каже? Ми ќе направиме овој. Ко може они да направи кога нема кандидата за градоначелник? Нема кандидат, нема кој да го спроведе. Што да го напишели Макс у програму и у буџет. И добро, ако е овој биде, Макс ќе реши да не го спроведе. ВМРО има добро листу, има Ме ја викам дали е лоша или добра листа. Прашање е што може да направи таја листа. Добро. Што може? Ќе се испазарив овој мандат да имамо ми претседника на Совет. Место овие две јавни предпријатија, ми ќе имамо други две јавни предпријатија, малку поголеми. И туди ќе заврши работа. Така ли? Ми барем с марџина, на чисто смо, знаеме дека нема с кога да се пазариме и што да се пазариме. На чистост дека ќе победите. Да. Нема с кога да се пазару. Нема да размишлям дали треба оволку гласа ВМРО-вски да се спои со онолку гласа знам па да се прави нека коалиција. Врло важно. Систем е таков. Случајно, тие советници, 31, односно веќина, 16, ако не изгласат буџет, например, прв буџет, еве ќе биде гласање во децемвр. Одма градоначелник има право да потрегне нови избори за Совет. Било кој градоначелник. Јасно ми е тој закон како вика него околу мнозинство Совет, мислам дека смо ети на две крајност противоставени страни, затоа што народ ќе каже, на крај народ ќе каже. Ќе каже народ. Па ја ти кажувам во расположение што е од народ и пренасам информација. Па добро, ќе се различен народ седимо веројатно. Е па ти ако седиш само октомври. Ја у 8 сат пију куде? У Помодоро кафе, с мојega драга пријателја еднога. Добро. Па после пију околу 11 у Помодоро, па треќо ми е веројатно или у пивницу, не у Помодоро, извини, у што го викаш ти, у Госип, добро, на Октомвриско, па треќо ми е дали у градску пивницу, дали у Касапски. Така да многу различни луѓе видите, гледат. И ја видую различити. Ја видую различити луѓе кои ја ти га само пренасам расположение на народ, кој вика дека клучно прашање ми, Викторе, многу теме севте седнуемо во кој на вакав разговор, приватно смо седнале милион пута, али дали нешто приватно што ти кажа е нешто различно од ова што сега кажувам? Тој не е спорно. Јас сега пред тебе пренасам пред камеру, пред луѓе што ќе гледа во оно што е расположение на народ. Луѓе седимо со различни луѓе. Па ја не седу со. Па ја исто пренасам. Па ја не седу со самовци, викам ти. Едно кафе пију тамо, да. Добро. Тиду, пију кафе, не е спорно. Ама, дали сега да кажеш дека седа самовци седи пију градску пивницу? Или у Касапски круг, гудетоните шејка. Или гудетоните шејка. Не го развони причу затоа што покушава да се нашал на почеток на Касапски кој на ВМРО-ци. Они викаат дека е там, на истакната гашта, не е ни битно. Добро, не е ни толку битно, али ја те само прашувај дали и ти ќе го потврдиш моја информација дека моментално Максо има повисок рейтинг од Мартина. На што мислиш, на што го градиш оптимизам дека до ден на избори Мартин ќе може тој рейтинг да го разголеми? Затоа што е многу мала разлика. Затоа што е многу мала разлика. И ќе се стиза. Тоа се многу лесно стиза. Прво, имаш, нема да забравиш две работи. Имаш втор круг. Забравяш едно друго работа. У втор круг, повторно, право на глас имаат и граѓани на Куманово кои се албанци. Не знам дали се исти граѓани и дали знаеш какво е нивно мишење за владење на Максим Куманово. Добро, имам информација. Ако имаш информација, што те вика информација? Незадоволни се. Така е. Добро. И он има право на глас исто. Добро. А има ги од 10 до 12.000 луѓе.
Ще искачав да избор. А мислиш ли дека сви ќе га поддржи Па, малку? не, Пази, викам дека пази. сви ќе га поддржи Мартина. Викторе, Сакам ти кажам дека оној ќе има своје- дозволи Не, дозволи дека викам дека- надзборуваш ме па искача дека ја не знам што зборам. Сега ти кажам, викам дека од едну од едну страну е Мартин, од друга страну е кандидат на владину коалиција. Добро. Добро. Ја мислу дека Може да ти кажа едно работа. Ајде. Ќе ти покажу Ајде. поруке у 12 навечер од многу високога функционера на владеачко партија знам, кој се смене е заедно изоснае у СДСМ, а да дека ќе биде тесно, Мартин води одлична кампања. Тој да каже истакнат функционер на, не знам, па добро и што, ама има еден проблем што ти не сакаш да го сватиш што, па ми мора да победиме. Па вика ми мора да победиме. Значи, они морале да победим. Кога ти тоа Зашто? паќаш, Па се мора ќе да кажу победим. зашто. Мора да победим, зашто ако Максо изгуби за градоначалника, више знаме распад. Нема да постои знам. Така е. Од тој ќе биде неделја, на 3 новембар у понеделник, кога биде 6 пратеника, ќе биде независни пратеници. Ќе постои ли се да само окумано ако изгубите? Па ќе постои, како нема постои. Па јавно си сега да ти кажу едно работу, овие листе и за градоначалника и за овој кој се вика листу на Совет у Скопје. Добро. Значи, мора да сватиш ја мислам дека че ќе кажеш СДСМ за овој што ги само носи ти у кажу. општину, пошто како да, се појави овој беше таму, претходно. доживесвате луѓе како да си ти главно играчот. Добро бе, гледај сега, отиде у Ај кажи за отиде у Скопје. Скопје, Да. пред да отиде у општину, мора тамо да удиш печат. Па тие листе мора да удиш печат. Така е. Они кажава ти да идеш, јас се јави на телефон, Мартине, да ти ќе идеш, и такој се ја појави на сења на листа. Меѓу друго ми е мојот. Ти кога да идеш таму у СДСМ, на тој дан, у суботу, имаше 300 људи. Значи, тоа е систем, тоа е машинерија. Не се знае некој учеше да пишува на листче име и презиме. У 30 канцеларија се работи. Добро. Значи, тоа е како дали ќе постои, дали ќе продолжи да функционира СДСМ. СДСМ никад нема да престане да функционира. Нормално дека ќе продолжи. Сега ти кажу дека СДСМ и ВМРО исто, и ВМРО. Ја мислам дека и ВМРО ја исто. мислам дека пораз на овие избори кои има реални шанси да се деси. Добро би е, требало па избори су. Да. Дали ти ќе кажеш, слушај, после избори, јас се повлечувам од политика. Викаш нема Не, да постои. не. Не, ќе продолжиш. Ќе продолжу. И Мартин исто ќе Па вика, не, види се. дајте ми нову шансу. Виктор, ја ти пренасам глас од народ. Луѓе Добро, ти дали си у тој систем унутра? У кој за да си- го видиш како у кој диши. си, у СДСМ? А на СДСМ и ВМРО има таков систем сличен. Ја, да бидно искрен, ја у партиски систем не може да се снајде. Па не може да се снајде. Сега ти кажу зашто. Ајде, Сега ти кажу зашто. Ајде, чу. Затоа што знаеш сам тој како иде. Партии си има одредени структури, има си статус, има си хиерархија, знае се тој како функционира и сега треба ти или на тој да се прилагодиш и да кажеш јас сам дел од тој причу и да ми се свиѓа да не ми се свиѓа, јас сам дел од тој. Па баш дека е тако ја не можу да Ама не ќе, ако не ме избрале мене за кандидата, не знам, за пратеника или за советника или за град, што ќе се наљутам? На што личи тој? Па добро избрале некоја порнога може. Па го организираш работа. Нема на листу представника, не знам кој месец да Друго сакам да ти кажу, збору за крупни одлуки за државу, па и до кадровски. Значи, ако нешто, Значи, ја и далje тврдувам оно што ти кажам. прашаме директно, зашто, ја ти кажа најдиректно, зашто не може да функционираме у партиски систем? Затоа што партија има хиерархiju и она ќе дојде и ќе каже моја партија, слушај, шеф ќе биде Виктор Божиновски Војко, ја викам не може. Јас сам против. Зашто заради тој и тој? И што ми останува? Ама има, се иде што ти останува, у СДСМ. Имаш орган кој се вика конференција. Таму има 123 човека. Како иде у СДСМ? Иде знам, па иде Диро, па се разслојувате за без заради тој не Што се согласување. разлујемо? Па добро еве да те вратам на НСДП. Главни кривац, јас чекам да се, и на Благите се му кажа, пошто Благите беше прво гласани, што чекам јавно да се извини на СДСМ, зашто 2006 година. Они беа понтонски мост кој го доведе Николу Груевскога, по мене најголемо зло на Македонија што се десило на власт. Добро. Мисли дека се сеќаш. Да, знам, Со сие своји мисли дека има се дали 6, дали 7. Мислам дека пратеника. Мислам дека бе 6 пратеника. Или 6 или 7, не знам. на- Они беа понтонски мост кој што го доведе Николу Груевскога на власт.
Дали е точно? Точно. И куде е сега НСДП? Поново коалиција со СДСМ. Коалиција со ЕФА. Значи имало е излети од СДСМ, повеќе имало дори од ВМРО излети. Али со Тези се- бинале со маргинални, ВМРО, забавна, па добро, народна, без никакво, никаква утица. Кој се дека сега, осим знам, у овој момент, Човече, знам ви бит на градоначелник од... Па добро. И, Па ќе и осем тој ќе што? го споредуеш знам и Максу с Зашто? маргиналци на од Чекаме, ВМРО. Која озбилна структура искочи од кој искочи од ВМРО да помени? Генерални секретари Кој? искочи, Борис Стојменов искочи. У на времето. Ама не биднава битни фактори на политичка Ама, сцена. дали биднали, не биднали искочиле. Подпредседатели на партии, генерални секретари искочива. Чекај, Викторе, Ајде да дозволи. чекам. Значи, Чекам. тачно е дека од ВМРО се искочале одредени структури. Да. И тој Од Владимира Голубовскога па така до е, Љупчу браво, и до браво. Стојменов, Добро. Змејковски, светно демократска десница, што е себе. Добро. Они останава маргинални на политика. Стварно ли? Стојменов е маргинален на македонско политичко сцена. Не зборувам лично, негово ВМРО. Добро, Он е па битан бијат. Повака малко. Па кој е газда на Канал 5 телевизија? Па тоа беше така што ти кажеш. Па зашто ми каже дека е маргинален? Како маргинален? Како маргинален? Абе, ви слушај, ти од македонски обрнamo на кумановска која да збору јапански, Па не, а ти разбираме кинес. се многу. Ти викаш дека Стојменов е маргинален. Како маргинален, молим те? Чекај да ти кажам. Ја не збору за Канал 5. Него? Ја збору за ВМРО на негово партију. Немај да си сега... Ама- Немај, молим ти се. Значи, ја многу бо кажа, сви партија, дозволи. Негова Канал 5 и на Малога Зинга си Чек, телевизија чек. има повеќе влијание него не две njeni партии што искочиле, него 20 да искочи од ВМРО. Тие две телевизија има поголемо влијание. Порано, што вика Каде порано? за време ранije. Сега е главна моќ у социјални мрежи, портали. Добро, слажем се. Сакаш да кажеш дека моментално да су главни А на нив креатори. текна една друга работа, дека телевизија никој не им ги гледа, па почава на Facebook и на TikTok и на Instagram да си пушти рилсчиња како чек, ја и ти што чек, збориме и да чек, видиме чек, актуелни поново. Чекај, дозволи. Значи, молим те, дозволи. Ајде. Правимо муабет за оделување на структури од ВМРО и од СДСМ. Ја почна, не ми дозволи да се доискажа. Од ВМРО ДПМН, што ga формираа Љупчо, се одели Владимир Голубовски, не направи ништо. Одели се ВМРО, куде што беса Борис Змејковски и Борис Стојменов, не направи ништо. Добро. Љупчо, кога се заврши негова кариера од ДПМН, направи ВМРО Народна партија, не направи ништо. Кратко што направива наши кумановци Даштевски и Филип Петровски, демократска десница, не направива ништо. Добро. Пробај Љубе Бошковски не направива ништо. Борис Стојменов со негов утицај у формирање на јавно мислење, Па тоа преку Канал 5 тоа е нешто десета работа. Чека да заврши. А у СДСМ чекај. ви се оделуе НСДП с Тито Петковска и улаза с Груевскога прави и влад. денеска е поново У Куманово, денеска е поново коалиција со СДСМ. тој што се овратија, тој е негов проблем. Ја ти кажуј Па излезе се деси се знам. Тоа ти управи кажу, излезе се деси знам. Поново ќе си дадам овде како мислиш? Еве тој чудо да виду. Па ќе видиш него чудо. Со Максо нема ќе- да биде, Максо ќе нема се Максо врати. да се врати, Максо нема да биде ништо. Се ќе изгуби на избори за 20 дена, за месец дена и он нема да биде Еве, ништо. прво прилику кога ќе пратува Бер до нима да види у случај на такав изборен резултат, куде ќе иде чланови Куде ќе иде? Па куде ќе иде? Па, што знам, Ќе биде 6 независни пратеника у собрание. Добро, пушти Там го ќе и до прича, значи Хајде. Не е прилично него. па ме прекина. Хајде, добро, извини. Сакаше да ти кажу за СДСМ дека одделување на тие структури од СДСМ прави структури кои су битни на политичко сцена Македонија. Тоа е на СДП со Тито Петковскога, кој бија еден од основачи на СДСМ, беше и кандидат за председател и со njega отворимо интервју, а Максо кога се одели, формира го партију Знам, која е у владу со едно друго структура од ВМРО и актуелен граначи на команда. Значи, вас ви се одделуе луѓи кои биднуев битни играчи, за разлика од овие маргиналци. И кога се заврши тој момент, и кога се заврши тој момент, куде се вратимо ни? Куде завршив? Куде завршив? Кој Па еве на СДП да ја збору. Куде е на СДП? Благојче се врати у коалиција с вас. Чекај малку, цела партија се врати. Добро, Благојче.
Значи, он има советници и у други... Добро, градови. он е моментално с вас и на листа. У Куманово. И у Куманово. Па има они други места и у други градови. Има и у Паланко, у Струмицу, има и у... Збору за Куманово. Значи, на сви работи još да прату и други градови, значи... добро, ја прату. Зборот е само за локално. Тачно е дека вие Благојче на листу и оправдано вие на листу. Дали е Благојче лошо решение? Не, па не би га вика, ја га вика... Онда се разбираме што збориме. Па не се па баш разбрам, Што не знам што не се разбирам. Кажати дека структуре што се оделува во ЦДСМ кад се одели битни играчи И после се врати назад. Кад се врати на СДП? Па 2008, после 2 години. После 2 години. А колко време требаше да бутнете Груевского? Колко, пази сега, около Груевско е друга работа. Немој сега около. Не, па мора да кажеш. Чекај, човече, збориме за локални избори. Добро, 2008 година. Добро ти кажеш, 2008 година. Груевски прави историску победу после самит на НАТО во Букурешт, каде што Македонија не го прима, Грчка ставља вето. Он вика се ќе прави ја варени парламентарни избори, пошто он сила. Така е. У тој момент историска победа на ВМРО. 61 пратеника има. Така е. 7 месеца покасно се дешава локални избори у Куманово. 2009. Добро. Кој победува? Цици. У кој круг? Упорно, така е. Епа, Добро. што има врско се тој? Добро. Не, види. Ајде. Ајде кој ќе видно. Што е битно, дали су у момент на државна власт. Океј, имам 6 пратеника. Кога си чуе да каже нешто тие 6 пратеника, нешто саглавно, нешто озбилно? Ма не е тема на овој подкаст тој. Ти го изгубимо га правац. Значи ја збору за ја те прашам едно, ти збориш друго, па те подпрашам, па отидемо до самите Букурешт. Пардон, така да се вика емисија. Добро, а што има врску самите Букурешт? Две реченици да не споминјам, ја не ги споминјам. Да, нема тој. Само ако кажеш секој еден од нас и секој еден од вас... Никад не сам ни кажаја тако реченица, нема да кажа. Добро, тој га расчистима се да не се шалимам превише, да ga вратимо и ако збориме на Кумановски, се држимо да вие озбилни теме, значи од самите у Букурешт да се вратимо на локални теми. Еве и тебе ќе те прашам, оно што га праша Благојче така довеѓа на прв подкаст. Моја процена е, Викторе, дека СДСМ с подобру кампању на време отворено, на време расчистено, ќе беше многу подобру позиција од ситуација која е сега. Касните, затоа што сви тие работи кои ги ви зборите, па ја ги у прв подкаст кажа Лидл, плоштад, спортска сала, Соклана, вамо тамо, добро, вадив се анкете, Максо води. И па сега, прашање ли си овој? Да. Како констатација, ама као прашање. Како увода, ти додев дека повише да збориш од мене, али прекинуеш ме па се назборувам. Ајде, бързо, Треба повише да зборувам. И треба да збориш. Ево се ќе чут. Значи, овако е. Прво, сам податак дека негов рейтинг е у слободен пат, последно у задњу годину. Значи, погледај ги малку анкета, се ќе викаш, овој моментот е такој. Овој момент е минимална разлика измеѓу него и Мартина. Али е пан над Мартин, така? Ако бе добро, пан над Мартина е минимално. Добро. Тој се стиза во кој? За кој се стиза? А знаеш ли колку е бија пред 6 месеца? Куде е бија? Сега у слободен пад е. Ти да имаш негативен рейтинг, ја ти викам, толку негативен рейтинг се навидеа само кога Зорана Заева. Тоа кажа. Значи такав негативен рейтинг не сам видеа уопште. Толку нешто негативно. Сега, знаеш како, овој народ одлучува. Ја не можу... Па тај ист народ. Ја не можу некој да фатат за уво. Ја можу да кажам нешто мислумаце. И тој го покушавам да го соопшти јавно цело овој време. Во кој да зборим, не број. Нема да гледам сад, значи ќе збориме док не кажеме. Значи тој покушавам јавно да го соопшту ми за овој наш разговор. Значи ја можу да сугерирам, ја можу да кажам што мисли. Ја нема никој да зему за уво да воду и да мора да гласаш за Мартина. Аман посла. Само нормално дека ќе укажува на сви глупости што ги направи Максо. А тој не може да биде амнистирано ни ВМРО ДПМН, затоа што они задни 4 години, они го избрава фактички за градоначалника, с нини гласови,
И они ga држат со своји гласови у Совет. И они гласат безпоговорно било кој одлуку што предлага. Така, тоа е 2021 беше, што беше знаеш добро дека па сега ако Кумановци не разбира во што ми го збору, како не знам како другаче да објаснам. Па ќе пробате да објасните. Не. У кампању, пошто ќе треба до... Ја не сум кандидат. Тој Мартина ќе си го имаш у подкаст, па ќе ти објасни сви проекти. Он кажа дека ќе дојде. Одлично. Значи проекти се негови. Ја ти кажа и преска. Ни ти тражу, ни ви ќе добiju некаква функција. Јас сум тој да помогну да дојде Мартин и овој зло да го снема. Народ те доживува како еден од најблиски сарадници на Па сега најблиски сарадници близак заедно, јас сум најблиски, он своји кои су му тројца најблиски? Сега ќе немам кантар да меру кои су му најблиски, сега извини. Добро, кажи еднога, ќе ти кажу зашто те прашуи. Пред да пројдемо малку и на ВМРО-вци. Па добре. Знаеш они што вика? Јас седно со нима, нели, обичен народ. Сега ти кажу која е логика на ВМРО-вци. Они вика ово кој? Ми, пошто знам дека и ти пратиш фудбал, ми вика имамо едну, памтиш го док беса Роналдо и Меси главни играчи на европски и светски фудбал, спортски новинари го користат со фразу играч што прави разлику. Не, толку подобри од сви други. Добро. И он ваѓа тој што фудбал прати, па ми вика ова кој? Ми вика моментално имамо еднога човека, вика што прави разлику, тој е актуелен директор на Царину Боби Николовски, кој може нели да околу политички одлуки, нели свак може да донесе добро или лошо одлуку, али никој не може да го гаѓа у стручност, посветеност, поштење пред све, кој ќе биде каде нас, зимај вазу, чекај да го кажу. И Владимир Михайловски, кој е младо, способно и квалитетно дете, кој е лидер на листу. Цел наш рейтинга, вика, нашу кампању го градимо на двојца главни играчи у кампања. Добро, вика, Максо, кој прича со Максо, Максо вика како заеднички кандидат на коалицију, мислу дека ќе добие. Велика слика, големата слика. Добро, дека голема слика има се. А кој слику да гледа? Па, окей. Сакаш да заврши увод. Па, не сакаш да ми дајде, договоримо се да збориш ти повише. Прво не е тачно дека на нив дојде се темелите на политику на ВМРО на централно ниво. Добро. Тоа е прво и Кој го основно. спроведува у Куманово? Второ, Кој го спроведува? Кој е главен играч на тој кој политику спроведува у Куманово? Кој е представник? Дојде Миско со пола Владо и каже тој ќе се прави, Што? Кој е представник на тој политику у Куманово? У Куманово председник на партија е Боби. Добро. Он е директор на Царина, он не може да го води партија, други му го води партија. Он само ги кажува. Ја ти го njega кажа како И второ, заштитан знак, јас сам близък с тие људи. Се ти сега не е спорно дека Васе ми е колега. Што да кажа ја против njega? Драг колега ми е. Добро. Ама он ќе мора да објаснува и Боби, и Бране, и кој се појави тамо. Ој ќе чекаме другари. 4 години ваша советничка листа дали гласа одлуки на совет кој падава на Уставен суд. Дали гласа за чувenu Lidl, дали гласа за овој мал плоштад, еден тендер, па друг тендер, па не знам што. Кој гласа за тоа? Ја, каде мене е проблем што јас сега веројатно до крај на избори ќе треба да понаѓам работе едни исти пошто ќе се менја саговорниците, а теме су исти. Ја и на благочета му кажа, ја не сум адвокат на Максо. Јас само викам зашто још увек Ово е прашање што ти сакаш да ми го поставиш. Зашто? Ќе дојдеш некој од ВМРО, дали Боби, дали ќе ги викам, кажава дека ќе дојде. Па ним да ги прашаш. Ќе ги прашам. А тебе те прашувај зашто поново има још увек има ти ми пред 5 минути. Па кажате одговори. Пред 5 минути кажа дека има повисок рейтинг. Добро, дали знаеш колку се тендери 2 за Бекатон по Куманово? Дали знаеш која е вредност на тендери? Не. И па отвори јавно достапни документи су на една набавке ГМК. Добро. 2 тендера има направено за Бекатон. Добро. Тоа цело Куманово да се поплати Бекатон. А гледаш ли едно Бекатон во Куманово? Не. Па не. Па знаеш кој е ти Бекатон? Горе. Да си ги види да. И се што не ти јасно? И зашто су бројки такви ги кажу? Па јасно е зашто бројки такви ги види. Арно Амак
Бекатон не гласа на избори, и луѓе гласат. Арно, ама Бекатон не гласа на избори, него луѓе. добро, ќе видим. Така. Ќе видим, ја ти кажа дека тие луѓе кои ги досега што ги спомнуваш ти, досега кажава според анкете како гледав на овие кандидати кои се. Добро, да не мислиш дека ќе се врату после, значи ја не сум бил дел од кампању од задњу кампању на ЦИСА, тоа е било 2013 година. Не сум бил ни еден штаб. Да не мислиш дека после 12 години паузирање ќе се врату да биде дел од штаб, Да не се убеден у пада. Добро, има пуно и вие почнавте да го викате победничка страна. Ама како сакаш и они да го викаат и ми да го викаме? Како да го викам? Губитничка? Па не, они први почнава победничка страна. Па они го први објавиваа, затоа они први почнава. Добро, А кој објави прв кандидат за градоначалника? Мартин Скочи. Епа. Али не кажа по. Добро, тоа беше виц на тоа беше рубрика Чаршија малку на шалу, значи таа рубрика е повише не да кажу на метап, али повише на хумористичен начин да прату некои поруки, али пак су поруки су јасни. Мој став е дека сте далеко од фаворити, ви мислите дека сте сигурни победници, али... Ама зашто, чекај се малку, зашто јас се дека сеќам као да сам представник на СДСМ, па разговара с представника на некој друга политичка партија. И сега, пак... Кој се сеќам. Цело време не сам адвокат на Максу, ама може Максу да ве тепа. Па не сам адвокат на ВМРО, ама ние на листа ќе ве тепа. Не сам ни на Српско партија адвокат исто. Не сум ни на ниеднога, не сам адвокат ни на СДСМ. Ја пренасам само расположение на народ, Виктор. Ама ја исто пренасам. А ти чекай, у кое свойство? Па ти отиде да ги однесеш лист. Кој свойство ме викна? Како адвокат ми викна? Не, како екс-функционер, може да кажу како се ги буднаја одлуки на Уставен суд на Максу. Не, екс-функционер, па е убаво те најави екс-председател на портал ти даде могуќност да кажеш околу избори како човек кој бија председател на СДСМ и бија дел од... И мисли дека тој што го тамо кажа и още не се зборува, нема многу голема разлика. Избор дека има добро, так се променива доста работи, исклучива многу нови имиња на политичку сцену, да го дека имамо... Кои нови имиња? Кој меѓувреме исклучива? Исклучива листе, исклучива кандидати, сви. Има нешто, да видиш, нешто озбилно тоа што исклучива? Се зборимо поштено, отворено. Дали од тоа што после тоа исклучива? Има нешто озбилно. А што мислиш дека не е озбилно? Што е Па ја ти пред малку кажав, дека ти ме ги вреѓа и други, па чекај малку и за други ќе збориме. Ајде. Па еве кажа ти, значи оној тамо е дечја градинка. Левица е дечја градинка. Лиса ги е дечја градинка. Овој тој Српска партија, с частни исклучци, као да се спремаат луѓе на операција да идат. Доктор овој, они по 80 години, биле пред 30 години членови на Совет. Кој Виктор има тамо 80 години? Па Фефе колку има години? Па 70. Како бре 70? Он е 96, пред 30 години бија советник. Па колку има е 96? Па што бија младиќ, помлад би од мене. Па ја имам 50, ти имаш 55. Колку он има е 96? Јас сум мислео дека е 72-3 години. Не е тоа ни толку битно. Кажати дека ти спомна дека искочиле имиња на што има ново. Расчистива се работа, сакаш да кажеш. Искочива листе од 1 до 30, искочива носители сега. Тачно знае луѓе се што има на располагање. Ја некад на тие седенки ги кажу дека малку ми претеруем обично, некад по дефолт нападав, само колку да се напада, ако е ВМРО-ска, сви су лоши, ако е СДСМ-овска, сви су лоши. Ја би се кај од овие листе, да може да се направи една супер листа и да бидете тука, ама на жалост не може. Па системата Свака листа има по еднога, двојцу, и овие другите, по еден-два кандидата кои што су добри, окей, кои може да биде да служи во Совет. Може ги ставиле тамо на 7-о место. Ставиле ga на 10-то место. Ставиле ga на 3-то место кој што е на Калвач. У некои партии тоа има. Ја би сакаја да се направи супер листа, ако тоа е немогуќа работа. Немогуќа мисија да е. Системе така и Системот каков беше да правиме сега. На кој тема сега да се пребациме, Виктор? Ајде бирам ти, бире. Што ја ти кажа, ти си водител. Па добро. Ја ти кажа, пред емисија ти кажа.
Маце, не ми треба прашања, што сакаш, тоа ме прашај, така ли беше? Тако е, затоа и идемо од тема Валјда на тема. валјда има негде некој рише со прашање со тема, валјда. И стигнамо до Букурешт. Види, главна, главна... Тоа е една прекратница, не знам зашто тако ќе чудно. Не ми е чудно, него ипак тој ќе биде тема за некој друго прилика. Здраве Боже, ќе проде во овие локални избори, ќе се погледнемо поново, па ќе има прилика ќе го Па, браво, па ми смо на сатипол прилики, ја не знам некој број или овдека. Добро. Ќе погледна стат. Добро. Ајде за некој финале на наш разговор. Значи твоја процена дефинитивно. Да, уделна листе ќе биде борба меѓу СДСМ и ВМРО и мислам дека многу рано ќе биде Мартин Костовски. Тоа е дефинитивно. Добро, ја веќе се кладимо дека апсолутно. Али види, за крај мора да те прашам поново едно исто работа, што те праша пред едно сад време. Зашто? Пробајшен пут ми кажи, зашто мислите ви сви дека кои су незадоволни од Максо Димитриевски кога треба да гласува за Максо за Мартин? Затоа што нема друг избор кој би могаја да го победи Максо. Тоа е тој. Значи најпросто одговор е, не постои друг избор. Прво, Мартин е најбољи кандидат. Мартин е најдобар кандидат, реално. А второ, да помислимо има ли некој кој има шанса да го победи. Нема. Само Мартин може да го победи. Значи имаш кој е Мартина кецу кец. Зашто да се гласа Мартин? Завршува с кладионичарски термин, али... Ти користиш тие кецу кец. Не кажа кецу кец, овој вече не сум кажа. Не, овој вече не си кажа, иначе ги користиш. Добро, народ сака фудбал и фира. Али добро, ВМРО и коалиција вика дека е Максо фикс, ви СДСМ-овци викате дека е Мартин... Што ти очекуваш они да кажев или ми да кажемо друго? Па нормално, ја затоа и очекуваше да га фалиш, али искрено да бидам, не ме нешто многу убеди, пошто ми кажа само дека бија на цица сарадник, па бија на еден сектор, па друг сектор, па трет сектор, па бија пратеник, па бија пратеник, па бија директор на службен вестник. Добро, да беше краток период. Колку? Па колку беше, ја мислам дека би добиемо ги избори, усвој не ги добиемо, Владо го направимо 2007, би негде мислам август или септембар 2017, веќе 2020 би на пратеник. 2,5 години да видите го нешто. Добро, Викторе, да завршуваме, пошто здраве Боже ќе се отвори малку по-жустра дебата сега ќе почнев и малку и по-гласни да биднев учесници овој изборен циклус, пошто за сега гледам га само Мартина, други човек само намануе. Не ти викаш каснимо ми, ама само Мартина гледаш. Па добро, ви касните со следување на партија, а кампању го моментално водите, доста сте активни, сте штаб, вамо штаб, намо клипче, вамо клипче, тамо. Викторе, фала, па да се видимо за убаво. Фала на покорно, надам се дека и некој друго прилику, кад не со изборите си правимо ќе разговарамо за сви теме. Почитувани, тоа беше Виктор Божиновски Војка, нареден подкаст ќе биде за неколку дена, веќе имам договорено интервју со човек кој е од локалната политика и ќе биде активен во кампањата на неговата политичка партија, па ќе видиме што има он да каже. Се гледаме.